Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во отвореното студио на 24 вести, посветено на договорот за излез од политичката криза. За него во наредните скоро час и половина ќе разговараме со повеќе аналитичари, експерти, политичари. Со мене во студиото сега се професорот Ненад Новковски, поранешен министер од ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Поранешниот пратеник на СДСМ Мејса Трахич и професорот Владимир Буџиновски. Добро вечер. Добре дојдовте. Пред да започнеме, само да најавам дека нешто по 21 часот во студиото ги очекуваме и поранешниот пратеник на ПДП, Насер Зибери, како и аналитичарот Сашо Клековски и лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Останете со нас. Почитувани, синоќа после силен меѓународен притисок, лидерите конечно постигнаа договор за излез од кризата. Сите се задоволни, но ничии барања не беа во целост задоволени. Каква е вашата оценка за договореното? Она што се постигна вчера е огромен исчекор во ситуација кога имавме најголемо назадување на демократските процеси и на функционирањето на институциите во Република Македонија после 20 години. Време кое што за жал ние до тогаш одамна го сметавме како некое далечно време кое што едва и ќе го дочекаме за влегување во Европската Унија. За жал, имавме многу ретроградни процеси во последнава деценија, толку падна системот, демократските процеси беа крајно назадени и ова беше еден огромен исчекор, еден храбар исчекор да се направи продор. Направено е нешто што мораше да се направи, нешто можеби далеку помалку од она што беше очекувано и што ќе беше оптимум на постигањата, но нешто што дава основа натаму да биде сериозно надминат да биде надминат оваа наша криза на системот. Она што е завршена е политичката криза, но останува да биде решена кризата на системот. Господин Јахич. Да цитираме еден од најголемите македонски филозофи, председателот Иванов, разумен компромис. Така го најави и Хан пред доаѓањето, дека решението ќе биде практично компромис. Да, знаете, кога има компромис, вие викате едните и другите се задоволни, не се задоволни. По мене треба да бидат задоволни граѓаните на крај и тоа да го покажат на 24 април. Она што мене лично ми остава впечаток е тоа дека има сериозни помрднувања во делот на почеток на демократизација на општество кое што последниве неколку години е затворено, насилно и не знам уште каква квалификација да најдам. По мене со вчерашниот договор, премиерот кој што тврдеше дека нема да поднесе оставка, дека ќе биде до крај, дека нема да менува министри, дека нема да дава министри, дека нема и така натаму, се повлече она што го бараше, да речеме, опозицијата во еден сегмент. Можеби не е врвот, меѓутоа се направи една сериозна пукнатинка во диктаторскиот оклоп на оваа власт. Мислам дека ова е добар почеток, нормално под притисок и надгледување сериозно од меѓународната заедница, да сите фактори го исполнат делот што го ветеле и да на 24 април имаме сериозни демократски избори со кои што Македонија ќе направи исчекор за да во наредните години, ова што го зборуваше професорот, се вратиме на почетокот на демократските процеси и онаму каде што Македонија е местото. Буџиновски. Ова е во секој случај добро за Македонија. Чи победник од цела оваа ситуација се Македонија и нејзините граѓани, затоа што предолго едноставно се провлекуваше политичката криза. Добро што и дојде крајот. Иако мислам дека требаше уште на 10 јуни да се заврши се, затоа што од она што излегува информации тогаш и од она што сега е како договор, разликата е во Министерство за труд и социјална политика. Иако не знам што тоа ќе придонесе за демократизација на државата која што бараше опозицијата, но не се постигна договор. Повеќе пати повторував, добар договор е оној во кој што двете страни ќе бидат подеднакво незадоволни, односно подеднакво задоволни, со оглед дека и двете страни настапуваат триумфалистички на некој начин. Мислам дека договорот е добар и договорот е постигнат. Особено што можеби двете страни го оствари она што им беше и главна цел. Значи, Заев му беше целта на некој начин да постигне нешто поради кое што ќе може да го оправда на свое поведение од почетокот на годината.
На Груевски му беше важно она што беше договорено на 2 јуни, оние избори кои што ќе бидат во април, да се одржат и да се одржат во април и едноставно да се создаде, би рекол, една состојба во која што преку надворешен мониторинг ќе бидат исполнети одредени услови за, и ова е најважно, мислам, од све што ќе произлезе од целиот овој договор. На 24 април 2016 година, без разлика кој ќе победи, знаеме дека оне што ќе ги изгуби изборите нема да рече јас сега не влагам у парламент или изборите ми не вакви накви, туку ќе го признае својот пораз. Нели не е нефер сега на Груевски, вие застапувавте теза дека победил 200.000 лани на изборите и дека сега неразумни се барањата на опозицијата. Практично Груевски прифати. Нели не е нефер така да се разгласти сега премиерот? Види, значи на ваков начин со договор. Зашто да се разгласти премиерот? Па практично прифати да се повлече. 3 месеци пред избори. Значи кај нас, Зашто прифати? Види, кај нас има, ја тоа го кажав. Да, целта беше, ако се аргументите на страната, да. Значи, прва работа. Ние имаме предизборен период каде што и така владата треба да функционира технички. Значи тука немаме ние некакви други движења, тука едноставно да се помене тој предизборен период заедно со изборната кампања имаме избори. Но што беше сега состојбата? Ние де факто имавме политичка криза и доколку не се постигнеше некаков договор, тогаш ние немаше ни да има избори и ќе продолжеше таа политичка криза. На овој начин се осигура изборите следната година, се осигура учеството на СДСМ на тие избори следната година. Уште најважно, се осигура дека оно што ќе ги изгуби изборите, според сите досегашни, значи анализи, рейтинзи, избори така натаму, најверојатно, осим ако не се случи не знам што, ВМРО повторно ќе ги победи тие избори, но во овој случај ЗАЕП нема да може да излезе да каже сега не ги признавам изборите, ќе правиме политичка криза. Не, тоа е разлика. Може ли Груевски да се смета? Тоа е разлика. Значи, со господин Божиновски не би сложил во повеќе аспекти, со сиот респект за тие анкети и слично. Значи, ако вие имате 200.000, и ако сте сигурни дека тие сте ги добили честно, ја нема што да преговарам со ЗАЕВ, ако тврдите дека сите тие материјали и документи што ги излезат се лепени, прелепувани, наснимани и слично. Исклучи дека тие се автентични. И сега ќе го вратам малце назад затоа што моабетот што таму има неколку точки во овој договор. Значи имате странци, тоа е првиот дел, нивниот мониторинг и нивната улога во целиот систем од сега па и на 24-ти, и вториот дел кој што може после збораме што СДСМ треба да направи покрај ставање на сериозни луѓе компетентни во делот за да се спречат дел од изборните манипулации на исполитизираната администрација. Знаете, кога вие ќе ставите во администрацијата посматрачи на 3000 не знам колку места, не може никој да ви гарантира дека тие ќе бидат честни и коректни. Значи, тоа е веќе техника. Мене ме интересира мандатот на новиот обвинител, кој што ќе го процесуира Пуч, така ли? Тоа е адхок обвинител специјално за... Специјално. Така, он ќе утврди дека се автентични. Автентични се снимките каде што Никола Груевски преку Милија Накиевски, тоа што слушаме, колку е вистина тоа, бара 25 милиона евра. Ако се утврди тоа дека е точно, па се утврди затвор, па се утврди некои други работи, кој е мандатот на овој обвинител? Дали тој обвинител може да покрene обвинителен акт против господинот Груевски и неговата клика околу него затоа што вршиле криминал во државата? По која улогата на господинот Груевски и дружината во Кумановските настани? Тогаш не сум сигурен дека на 24 април анкетите ќе бидат такви како што ќе бидат. Затоа треба да почекаме, да видиме во овој сегмент каде што има повеќе нива, ајде министрите, кого и да ставите во тие министерства, во оваа партизирана администрација која што по хиерархија, како пирамида се гради 9 години, било кој да ставите, кого сакате да ставите, тешко ќе се снајде. Али се надевам дека со помош на странците, тој мониторинг, тука се сложам дека ќе се створат услови и затоа го поставив прашањето. Што со овој обвинител? И втората работа што ви реков, СДСМ, неговата обврска да најде компетентни луѓе кои што во времето, овој неколку месеци период ќе бидат во таа техничка влада која што ги подготвува изборите, ќе се знаат работата и ќе завршат коректно, за да го минимизираат учеството, да кажеме, на таа партизирана администрација во делот на учеството на изборите. И втората, поважната, ЗАЕВ и неговата дружина
и нивната работа на терен, каде што ќе мораат некои работи да ги санираат за да искочат на 24-ти спремни. Иначе ако искочат неспремни, се сложам со Божиновски дека резултатот би бил таков како што би препастувал. Иако сум сигурен дека нема да биде со таква разлика и така изразен. Така да оставиме неколку дена да поминат, да видиме која тоа ќе се стави како црно на бело и тогаш ќе можеме да направиме вистинска анализа што се ќе се случува на наредниот период. Господин Навковски, има ли гаранции доволно во овој договор дека тој доследно ќе биде спроведен и навистина ќе имаме фери демократски избори, како што вели Божиновски, кои сите ќе ги признаат и тој што ќе изгуби ќе признае, тој што ќе победи ќе ги признае, или пак постои сепак и овде некаков ризик, опасност и овој договор да биде прогласен од некого за палома хартија? И во овој случај постојат сериозни опасности, токму поради недостатокот на политичка култура, недоразвиеност на системот. Да, како ќе се договорат за министер за внатрешни? Треба консензуално да договорат министер за внатрешни и јавен обвинител. Ако ги остават сами, практично уште 100 години нема да договорат. Им го изберат консензуално. Токму за тоа зборуваме. Веќе тебе се согласуваме, Божиновски многу убаво спомна, владата треба во изборниот период да работи технички. Меѓутоа, токму поради повеќекратното уривање на тој принцип, токму од оваа власт, дојдовме во ситуација дека мора меѓународниот фактор да дојде и да каже дека тоа така не може да се прави и дека мора да со закон да се регулира, дека мора да се принуди. За прв пат премиерот во нашата држава е принуден да си даде оставка пред избори. Тоа досега не го имало. А има ли гаранции дека тој што ќе биде на негово место дека нема да биде таков? Денеска Илија Димовски даде на изјава во која рече дека функционери актуелни, ниту министри, ниту претеници нема да бидат на таа функција премиерска. Практично ќе дојде некој од пониските ешелони партиски, кој веројатно ќе биде само алатка на извршниот комитет на партијата. Кога веќе зборуваме за партијата, станува збор за уривање на основните вредности на партијата. Тоа е демократска партија, која што требаше да ги воспостави највисоките стандарди на владење, каде што сето тоа што се подразбира во светот ќе беше и применето кај нас, дека немаше потреба некој некому да му кажува дека не се местат избори, дека владата функционира технички, дека не се употребуваат сите можни ресурси за да се наметне влијанието, да се дојде по секоја цена до власт, да се измамат луѓето на секаков начин. Едноставно тоа не може да биде. И тоа е најлошата работа овде што ни се случува, посебно гледано ева од аспект на идеологијата, од аспект на демократските вредности и токму во таа насока ангажирањето на меѓународната заедница. Баш гаранциите во овој случај сега доаѓаат од меѓународната заедница, која што стои... И за тој мартовски договор меѓународната заедница беше некако покровител, се постигна со нивно посредништво и тој договор, но остана палома хартија. Таму немаше експлицитни, там овде има експлицитни ставови, таму имаше дека нешто ќе биде решено и исто така имаше внатрешни подметнување, практично председателот на комисијата самиот на почетокот најави дека ќе има палома извештај, односно дека нема никаков суштински проблем во постапките на одговорните личности, туку дека имало проблем во деловникот и на крајот тоа излезе дека бил дефектен деловникот, а не дека имало нарушување на хартијата. Божиновски, во овој случај тоа не е така. Има ли сега причина да веруваме дека ќе постои политичка волја кај сите актери да го почитуваат на тоа што се брзале? Прво, контролата ќе иде многу посериозна. Значи, затоа што имплементацијата на овој договор ќе биде дел од извештајот на некој начин. Иако извештајот се затвара порано, извештајот за прогрес репортот за Македонија, да? Прогрес репортот затвора порано, сепак и ова ќе биде дел од тоа дали ќе имаме или ќе немаме препорака. Само до тоа што се постигна договор, тоа е еден многу голем исчекор. Втора работа, значи неформално ние ќе ги отвориме оние чаптери 23 и 24. Така да едноставно ЕУ ќе си има и механизам, прво тоа ќе ни помогне на нас како држава, за дај Боже кога ќе се започнат официјално преговорите, многу побрзо да ги затвориме тие чаптери, но тоа ќе биде и еден механизам како ЕУ да го мониторира процесот, кој што треба да доведе до исполнување на овие реформи. Друга страна, би требало и на едната и на другата партија да им одговарат да бидат исполнети овие реформи. Значи, од страна на опозицијата, нели, они бараат некакви исполнувања на нешто,
тоа беше прифатено нормално, на нив претпоставам дека они ќе имаат некаков интерес тоа да се спроведе. Од друга страна и самата власт има можеби уште поголем интерес да го спроведе, бидејќи во ситуација кога константно има повисока предност во гласови пред опозицијата, најмногу токму на власта и одговара да исполни све што бара опозицијата од аспект на изборен процес на денот после изборите. Да, господин Божиновски, на претходните избори исто анкетите беа во корист на ВМРО ДПМН, но изборите беа такви какви што беа и затоа сме во ситуација денес доведени вака. Исто изборниот законник беше... Чекај, какви беа изборите какви што беа? Нели не имавме опција Одихар? Што имаше во репортот на опција на Одихар? Па имаше сериозни забелешки, затоа сме доведени во денешната ситуација, затоа имаме предвремени избори. Зашто имаме предвремени избори? Значи, ако Божиновски, извини само, ова што го каже во ред, ја не разбирам зашто Груевски воопшто се повлекува. Не разбирам зашто би се повлекувал. Сериозни били изборите, со мали забелешки, ги добил регуларно, добил со 200.000 гласови, чисте, нема криминал, нема ништо, зашто би се повлекувал? Најверојатно царот е гол, нешто му е покажано заради кој што тој морал да се тргне. Не, извештајот на преди сериозни забелешки и препораки за унапредување на изборниот процес, избирачкиот список, и секогаш има, значи тоа е жива материја. Секогаш има. Немаше 2006 и 2002. Секогаш. Немаше 2006-2002. Ја ви кажам, најдемократски избори беа изборите 2002 и 2006. Бучковски и Георгиевски. Вака, значи, во принцип, оценката која што беше дадена, еве така да ги кажеме, значи, не е битно дали претходно имало или немало, секојаш имало, но не е тоа темата. Беше преодно. Оценката за изборите беше преодно. Да се разбере. Нормално е. И Милошевич, се кажеш дека пред 5 октомври пред да му излезе народна улица, му рекој со мали недоследности, ефикасно. Таква беше оценка дека изборите беа ефикасни. Ја ве прашам зашто не можеме да споредуваме. Не. Ама ќе покаже времето. Слободан Милошевич прими награда како миротворец, така ли беше? Така да го предлагаат за Нобелова награда за мир. Заврши ке што заврши. Ја друго прашувам. Се сложам со се што кажуваш. И анкети, и резултати, имаме. Добро. Моша Баум не се спомна. Дојде за евро купи седнул, зема 10 милиони се отида. Субрата не се спомна, актор не се спомна. Криминалот ќе го ставиме на страна. Народ е задоволен. Ја на пример кога Милошевич гледам сител телевизија, све е супер. Прогрес, растеме, први сме Европа. Не се. Зошто Никола Груевски се повлече, ако се како што кажа, некој ситни имало забелешки, те па со 200.000 гласови, има комодно мнозинство. Ова позицијата е една така разугарена група која што нешто бара, веројатно имало причина зашто тој се повлекува. Сега да ве прашам, зошто он би се откажал? Зошто ако се налепени вакви ленти, зашто би се откажал од најблиските соработници? Од Милијана Киевски, од Гордан Енкуловски, од овој Санторини, Сашо Мелков. Објаснете ми зашто би се откажал од нив. И зашто на крај кој викаше нема да поднесам оставка, поднесе оставка, нема да има избори, има избори. Значи царот е гол. Фатен е жив 100-0. Значи... Меѓутоа, дозволи, проблемот е што понатаму. Јас затоа не случајно прашав за улогата, тука е гаранцијата, Божиновски, на овој специјални обвинител што ќе биде. Значи, нема да мислите дека и понатаму не се слушаат телефони. Нема да мислите дека и понатаму не се јавуваат по телефони. Комисија се формираше сега. Која? Тоа е смешно. Јас ќе ви кажам, да знаете, Миланска скала која е правена, се носило материјал бидејќи не можеле количките, се носеле со магариња. Тие магариња влегле у Миланска скала, ама не стана опретски пејачи, а не може да иде на секој што ќе му стави тоа дело да биде експерт за безбедност. Истото писмо кој што вчера тие пратеници кои што го покажа како успех, сега беше пратено пред 8 години. Само тогаш беше шеф Сашо Мелков. Јас го пратив. Дури ме викна Никола Груевски, кај негова канцеларија 2007, баш овој период. Да ме прашат ние зашто се јако другар, така тврдо го напаѓам, јас инсистирав да покажеме функционалност, дека парламентарната контрола врз службата е ефикасна. Они му пишуваат писмо на директорот да ги прими. 2007 година дојде во октомври, 16 октомври, шефот на комисијата на Словеначкото собрание. Знаете што ме рече? Кого да се јавам? Јас одам, нели ми отвори, тој ќе заврши во затвор. Ние фингираме, глумиме, затоа што глумиме 25 година, што каже господин Новковски, не враќаат од прво деление, не третираат како недоветни, не третираат како афричка држава. А таа афричка држава, самите се фалат дека 2008 година ги имавме исполнети сите критериуми за влез во НАТО, ама тоа никој пред нив го направи. Они од 2008 до сега осакатија уништија се. Да ве прашам, која нормална држава, потпредседател на влада, тепа со шамари новинар, без разлика колку да е доседен тој новинар,
кој што мене у негови емисии ме малтретирал за Црвенковски, го бранил Никола Груевски како Божиновски има едно искуство. Не, добро. Значи сите сме имале искуство, знаеме, значи искуство, види. Сега знаете што е демократија? Значи, Демократија е имаме вечер искуство. да се поднесе Пешевски. Кој што изразите го почитам, драг ми. Или утре да биде сменет од страна Никола Груевски. Не смее да си го дозволи таа подпредседател на влада. Да, сигурно излегува нормално. Сега, Секој наследство за суда. Тоа е више друг специјален случај, значи, види, Така се добиваат избори, се тепаат новинари, се тепаат граѓани, се тепаат... кој новинар? Ај сега, се тепаат Не, без разлика новинари. дали новинар, не новинар, човек е дека не човек, е да. новинар, се тепаат новинари. Мислам, сега да се разбереме, ајде. Не велам дека е тоа во ред, ама вака да го представиш дека се тепале новинари, мислам исто така дека не е во ред. Така. Па како него, што е не? Па не е во ред, за тоа што човекот не е новинар. А што е? Не знам што е. Он самиот тврди дека не е На новинар. портал бе човекот на новинари. Зашто? Ја ви кажам Зашто дека- го него ја ви тепа? кажам Или дека кој било друг? мене го што Никола Сега, Груевски да се не е разбереме. политичар, ако ме прашуваш. Абе добро. Симулира политичар. И овој симулира. Тоа е све симулација. Абе тебе ако те прашаат, да, ама 500.000 други не мислат така. Така да Мртви души. тоа е Кој разликата. 500.000? Мртви души. Ајде сега, добро, мртви Рековме души. токму дека таа бројка не е точна. Не е точна, така. И убаво како што кажавме, ќе покажат новите избори дека не била Добро, точна. а вие тоа го знаете од каде? Јас Значи, сум аналитичар, све се предпоставки јас не овие. негирам дека сум аналитичар. Све се Јас предпоставки овие. Тоа ви именно кажувам. бев и доста Јеле, напаѓан на Грачи, времето јеле, вие што 94-та кога реагирав за изборите. Исто така и овде коментирав. Едноставно не ни прилега на демократска држава, на десна партија. Партија која што владењето на правото го има пред се, на вредностите, на вистината. Традиционални вредности. Не ни христијански прилега вредности. да се користат такви средства. Едноставно, еден глас да бил украднат многу е. Не смее такви работи. Се работи за тоа дека еве имаше индици дека од највисоко ниво тоа е правено. Друго е кога по комитетите си прават некои работи, нивни шеми и така натаму. Меѓутоа, ова е нешто што е навистина загрижувачко и значи не се работи само за тоа да во институциите тоа биде истражено, соодветно санкционирано. Тоа треба да остави длабоки последици, треба партијата целосно да се трансформира, десницата мора целосно да се ревитализира врз основа на принципите на владењето, на правото, на вистината. Не може една десна партија да се заснова на лажење. Тоа беа други системи. Оние болшевичките партии, тие работеа со лажење. Десна партија не смее една лага да емитира. Друга е работата економија на вистината, непостигнати резултати и така натаму, неостварени ветувања. Меѓутоа, мора да се настапи најдлабоко на вистина во системот. Значи, тоа работа и на системот на државата и на десницата. Мора длабоко да се направат промени, да се воспостават вистинските вредности. Она што вреди да дојде на површина, она што не вреди да се тргне А настрана. ние тука сите се согласуваме дека она што вреди треба да се Божиновски, промовира, она дали што не вреди веруваш дека не дека треба. овој систем со Само- врзани подписи што сега се воспоставува, вакво искуство до сега немаме, дури и Немаме, некои ваши да. колеги од правен факултет денеска реагираа дека ни практично нашиот политички систем не познава такво решение. Колку ова гарантира дека ќе функционира или пак дополнително ќе се закочи целиот систем, ќе се блокира ако тие меѓусебно се кочат, имаат право на вето замениците министри? А добро, тоа е, значи, сега тука треба да се види она формулација. Формулацијата е Не сум многу правник, јасна. но Вика за сите според- законски, финансиски и Добро. персонални работи поврзани со организација на избори. така. А тоа е премногу широко. Е, па, Организација затоа на избори велам, е се. За тоа велам, треба добра сега. Има некои работи кои што Освен не тие се тековни организација работи на што избори. се, да. Си има тековни работи. Плати Па, во министерство. добро, си има некои одлуки на пример. Сега да речеме, пример треба да се донесе нов буџет. Што е нов буџет? Изборна или не Значи изборна? веројатно ќе се блокира, бидејќи нема шанси да постигнат консензус. А зашто постигнат консензус? Па треба зашто министерот и заменик министерот за финансии да го потпишат. Поврзани веројатно. со избори. Да те прашам. Дали буџетот е Добро, поврзан ќе со избори? Пари, сигурно те има пари прашам, за избори. сега- Тоа кажеш за сега Треба да проекти. се значи треба да се додефинира. Практично треба да се- кризава почна и со буџет 2012. треба да се додефинира. Кога ќе се додефинира, значи тоа ќе можеме да говориме. Но има многу работи, оние кои што се тековни работи би требало да нема никаков проблем. Предпоставам, кога се мисли поврзани со избори за некои адхок решение или некои работи кои што не биле претходно предвидени. Затоа што пример, ти плати мора да земеш, социјална помош луѓето мора да земат, пензија мора да земат, така, или тоа е поврзано со избори. Значи, јас Мора да се гарантирам дефинира. дека овие 600 полицајци што ги примат сега не беа предвидени со минатиот буџет. Значи, во старт, ова гарнитура се обидува во трката за 24-та да влезе со предност, фалсификувајќи ја волјата, да речеме, на граѓаните.
Значи, со сиот почит ве почитувам ради вашите точни прогнози. Ма више не сум сигурен дека и вашите точни прогнози не ради вас лично, не се такви затоа што некој цело време слушал и имал информација и го креирал системот во кој што функционираме. Значи, дали ми разбирате? Значи, ако јас денеска си, значи имате луѓе кои што работеле 10 години, немале решение, сега им се дава решение и вика вака, решението ги го земете во октомври 2016, а вие другите 2017. Он тебе те врзува и те уценува да гласа за него. Значи, во старт се корумпира приказката. И дури ова со врзаните подписи, апсолутно, јас сум случајно правник. Тоа е по мене, ако гледате реално, кога нема политичка волја. Реално нема политичка волја. Да имаше политичка волја, ќе седна и ќе се договорат. Иначе договорот, вие сте во право. И истиот што беше и на почетокот, на втори, во Брисел, меѓутоа, требаше на завриените политички елити и обичното членство да му се одлуми 2-3 месеца за да се подготви. Иначе тоа е тој договор. Требаше затоа што едните вика, Никола викаше, нема избори, не менувам никого, не поднесувам оставка. Се извини, пиги морално беше. Зоки ќе имаме ова, ќе имаме ова, не ни дадат толку. Значи тоа е игра на политиката. Се враќаме на контролорот. Јас тука мислам дека вас ви реков, ќе дојдат европјаните, тие се фини. Ќе дојде велики бели ловец со стесно шешири ко бојки и тој не се завргава. Тој има во глава, ако некој дал стотици милиони и милиарди долари и евра за да профункционира оваа држава, он нема да го остави така да се играте. Значи, некој овој обвинителов утре, слушајќи ги разговорите што ги водат високите функционери, ќе мора да оцени дали навистина некој барал провизија, па зашто се потрошени неколку стотици милиони во УБК, како се набавувани, што е набавувано, колку е платено и дали е како што треба платено, дали имаше разговори. Тоа ќе мора да се санкционира. Се слагаш? Треба да се види. Јас кога почна, извини само секунд. Кога почна овие така наречени политички бомби, мојот прв став беше првичниот став, со кој што е останува ист. Доколку некој го прекршувал законот и направил нешто кое што е во спротивно со законот, а се покаже тоа дека е така, тој треба да износи последици. На политички науки. Каде? На кој направен? Нас на истина. Значи вака, те прашувам како бидејќи се на политички. Доколку се докаже дека нашиот премиер, значи додека се докаже, слушајќи ги снимките, нели се докаже автентичност и ова, па ќе се најде начин. Се докаже дека учествувал во коруптивна сделка, која што е 20 или 25 милиона. Во разговорот со еден од неговите помошници. Дали утре тој ќе биде процесиран од јавниот обвинител и дали тој јавен обвинител овој специјалниот кога го процесира, тој ќе заврши таму каде што му е место. И дали ќе учествува во изборниот процес? Специјалниот јавен обвинител кој што е адхок поставен токму за тоа да ги реши и пуч, мислам и пуч и пристусување, сите работи поврзани со прислушуваните материјали. Па значи ние ги имаме сосема ново ДПМН. Никој од овие нема да иде на избори. Сега, за тоа велам. За тоа велам. Види, сега вие велите дека ќе имаме ново, сите ќе ваму, другите ќе кажат сега овие ќе дат. Супер, комплет, ја не викам, окей. Многу е добро што мониторинг имаме од ТЕУ, затоа што очигледно на нас се уште не треба некој од страна да мониторира, бидејќи самите на себе не се веруваме, тука се согласуваме. Исто така, многу ќе биде значено тој обвинител да си ја заврши својата работа. Тој обвинител да ги испита случаите и да излезе после. Затоа што до тогаш ќе имаме само инсинуации и ќе имаме преюдицирање, овој бил крив, овој треба да иде во затвор, овој не треба да иде. Да му оставиме, нека си ја заврши работата, после тоа се разбира. Господин Новковски, имаме ли ние човек за кој ќе се постигне консензус меѓу власта и опозицијата? Овој обвинител за кој говорите треба да се избере со консензус? Или повторно ќе треба странците да ни донесат? Едното и другото. Имаме човек, ама ќе треба странците да притиснат. Да се заврши, да си дојде на вистина. Се споменува некоја варијанта за странец да биде... И може и тоа да биде, ако на крајот не се согласат со предлозите што ќе дојдат од кај нас. Клучното е дека ќе мора да има, ќе има нешто што можевме самите да си го решиме, нешто што навистина требаше да го направат нашите институции, ќе беше најнормално, ама не се случува едноставно, не функционираат нашите институции, затоа за жал мора со влијание од меѓународната заедница да се изврши притисок, да се стави соодветна личност и да добие соодветна поддршка за да ги процесуира овие случаи што досега одамна требаше веќе да бидат процесуирани по брза постапка и како што реков, ако имаше минимум на политичка култура,
врвните политички личности требаше да си дадат оставки за да овозможат непречено да бидат спроведени овие постапки. Добро, ви благодарам што бевте бевте реченица само. Оно што мене ме боли, верувам сите нас, како македонски граѓани, како македонци, што ние покажаме дека и после 25 години не сме способни сами да си ја тераме работата, да си ја владееме работата. И мислам дека за жал или за среќа, нашите пријатели од страна овој пат ќе ни помогнат и ќе се створат услови да после некој година, особено што и двајцата работите во сегментот на образование кој што е уништено, да се створат услови да дојде на поинаква генерација на млади политичари кои што сосема поинаку ќе гледаат целата слика и приказка. Јас сум оптимиста во секој случај. Јас сум оптимиста, уште еднаш само да кажам дека ова беше едно големо леснување, претпоставувам и за едните и за другите, но најмногу за македонските граѓани, така да овој позитивен дух се надам дека ќе продолжат, бидејќи пази, сега многу силно ќе биде санкционирано од страна на народот, доколку која било од страните кои што го потпишаа договорот се обиде да измрда. Да мрда лево на одмор. Кој на Санторини, кој покрај Вардар али глобала добра. Кој како може. Ви благодарам за учеството во емисијата. Почитувани, останете со нас по паузата за рекламите. Ја продолжуваме емисијата со тројца нови соговорници: Насер Зибери, аналитичарот Сашо Клековски и Павле Трајанов. Останете со нас. Искористете ја оваа летна понуда од Алфа банка. Аплицирайте за некој од Алфа потрошувачките кредити и добијте до 50.000 евра и најниска фиксна каматна стапка од само 5%. Само со Алфа банка. Египет со Atlas Corporation. Ја сакам оваа агенција. Не е лесно да го пронајдеш она што ти треба. Секогаш се прашувам, дали мојот избор е практичен или емоционален? Дали е одраз на моите желби или реалните потреби? Но кога секи си дојде на свое место и конечно ќе одберам, тогаш знам дека сум го направил вистинскиот избор. Брзи кредити за големи нешта. Шпарка се ненаменски потрошувачки кредит. Време е за Lucky Days, денови на среќни купувачи во Нептун. Супер изненадувања на 48 хепи рати. Побрзете, промоцијата трае само овој понеделник, овој вторник и оваа среда. Нептун инспирира радост. Ново Даб лименка од 0,5 литри. Златен даб. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Нови добитници се Добре Стојмановски од Куманово, доби аголна гарнитура, Маријан Велков од Велес, доби трпезариска маса и нови 100.000 денари. Добива Валентина Везик од Скопје. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Are you ready to victory? Исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Политика, бизнис, култура, спорт, живот. Телевизија 24 вести на врвот на довербата.
Вие знаете зошто. Забавен калеидоскоп за луѓе и места, уметност и култура, концерти, музика, стил, мода и многу повеќе. Сето тоа спакувано во Евромакс во вторник од 19 часот и 15 минути. Пат, автопат, автомобил, возење. Сабота и недела во 15 часот и 30 минути и на 24 вести. За сите новини на автомобилскиот пазар, возење. Хит топ 7 во петок. Хит до хит. 7 дена, 7 хита. Ваша 24 телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте назад во отвореното студио на 24 вести, посветено на синоќа постигнатиот договор за излез од политичката криза. Дебатата ја продолжуваме со тројца нови соговорници. Добро вечер им велам на председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Добро вечер. Аналитичарот Насер Зибери, поранешен пратеник на ПДП. Добро вечер. И аналитичарот Сашо Клековски. Добро вечер. На почеток и за вас истото прашање. Како е вашата генерална оценка за постигнатото? Дали е во рамки на тоа што го очекувавте? Дали договорот е фер? И на крајот, можеби најбитното, дали очекувате да се спроведе доследно како што е договорено? Добре бе, јас да започнам. Мислам дека добро што е постигнат, дека ќе отвара перспективите на Република Македонија. Пред се мислам дека ќе влие на демократскиот амбиент, на јакнење на демократските институции и ги отвара европските перспективи. Тоа е најбитно, бидејќи генерално ќе се стабилизира состојбата во Република Македонија, затоа што оваа длабока политичка криза имаше силно влијание, негативно влијание на стабилноста на државата, имаше негативни влијанија врз економскиот развој и што е најбитно, беа блокирани евроинтеграцијските процеси во Република Македонија. Има ли основа некој да слави, да биде задоволен, некој да тажи? Мислам дека нема потреба сега во овој период. Мислам дека политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ започна со една жестока кампања дека се промовираат дека се победници, пред време се прогласија дека победили веќе на следните избори. Мислам дека нема потреба од таква еуфорија. Треба пред се сега да провлада разумот, да се стабилизира политичката состојба колку што е тоа можно побрзо, за да обезбедиме услови нормално да се одвива севкупниот живот во Република Македонија, затоа што ако продолжиме со оваа темп на политички маркетинг, на меѓусебна дискредитација, водена црна кампања, целокупната енергија ќе биде насочена кон политичката кампања, значи врзана со изборите, а сето тоа ќе се одрази натаму уште повеќе на економските состојби, на вкупните состојби во Република Македонија и врз безбедносните состојби и натаму ќе бидат блокирани евроинтеграцијските процеси. Значи Европската унија отвори сега со своето посредување тука, сепак клучни беа преговарачите да се договорат, отвори перспектива на Република Македонија и ова е огромна шанса што е дадена за нашата држава и треба сите да бидеме доволно свесни и паметни дека ова е голема шанса и да искористиме таа шанса. Сигурно дека ќе има проблеми околу имплементацијата на договореното, затоа што договорот само ги прецизира неколку крупни работи што треба да се случат. Уште многу се побитни, значи забелешките што ни ги даде Прибе, Европската комисија, експертската работна група која што напредна сеопфатна анализа на вкупните состојби, на слабостите на функционирање на нашиот систем и генерално мислам дека треба да се работи уште од утре на системски промени, бидејќи системот
продуцира кризи. Партиите работат веќе на кампањата, не на системски промени. Господин Изабели, каков е вашиот првичен коментар? Па, мојот првичен коментар е позитивен во смисла што конечно четирите клучни политички партии за нешто се договорија начелно. Имајќи во предвид дека Македонија во последните месеци се најде во една тешка, длабока политичка криза која имаше премисии на безбедносна криза, ситуација во која целото граѓанство во Република Македонија беше во една психоза на исчекување што ќе се случи, имајќи ги во предвид блокадите, протестите и целата иконографија која не следеше. Договорот го разбирам како една поедовна прва основна точка за излез од кризата. Значи, тој сам по себе не представува решение и одговори на сите проблеми. Тој не представува, значи, излез од криза, туку една почетна точка од која треба да се почне да се гради систем кој ќе значи излез од кризата, а кој финалето треба да го има со предвремените парламентарни избори. Гледате ли политичка волја за тоа кај политичките актери со оглед на тоа што сами не може да се договорат уште 100 години веројатно? Не само тоа, за мене треба многу работи да се договорат. За мене беше денеска разочарувачки фактот што двете политички партии многу триумфално сакаа да го представат постигнатото како нивна победа, како остварување на нивните стремежи и видување за тоа како да се излезе од кризата. Тоа покажува дека ние не извлековме поука од кризата, туку напротив секој постигнатото го гледа со негова диоптрија. Значи, во договорот гледаат можност како да ги остварат нивните зацртани визии за тоа како понатака. А мислам дека договорот ниту има таква намера, ниту може да биде таков. И тоа ме плаши дека од сега натака секој ќе се обиде да ги наметне своите позиции, повикувајќи се на постигнатото, а тоа неминовно би довело до блокада повторна и до недоразбирање. Затоа мислам дека тука ќе биде од клучно значење улогата на меѓународниот фактор кој барем декларативно се произнесе дека будно ќе го следи процесот на имплементација на договореното. Ако тоа се случи, има надеж дека може сепак да се изведе еден политички процес коректен, кој во исто време не би требало да значи ниту победа за едните, ниту пораз за другите, туку победа за демократијата, победа за граѓаните и излекување на земјата од ова тешка политичка криза. Клековски, двајцата лидери во првичните своји пресконференции изразија задоволство од договорот, споменаа соговорниците дека дури триумфалистички настапија, но нивните симпатизери на социјалните мрежи не беа задоволни, особено симпатизерите членовите на ВМРО-ДПМН не се задоволни од договореното. Да види прво, мислам дека договорот е успех сам по себе, меѓутоа излезот од политичката криза не е денеска, бидејќи ова е само рамка која треба да не води кон излезот. Значи денеска исто така пред време се прогласи крај на политичката криза. Ние синоќа постигнавме договор за како да излеземе од политичката криза. Не сме излезени од политичката криза, ќе излеземе од политичката криза на 24 април ноќта, кога поразениот ќе му е честита победата на победникот. И кога после подолг период на бойкотирање на собранието, ќе се врати еден полн легитимитет на собранието. Во однос задоволството и незадоволството, зависи какви фрути ќе ставаш кога ги гледаш вестите. Ја мислам дека незадоволство има на двете страни, што е неминовно, бидејќи овој договор е компромис. Компромисот по дефиниција значи дека двете, трите, четирите страни се незадоволни, бидејќи не одговара на нивните максимални очекувања. Од друга страна пак има доволно
исполнување на оно што го барале за да се препознаат во тој договор и да го одржат тој договор во живот. Ние само пред неколку дена, иако 4 страни учествуваа во преговорите, двете подиректно засегнати страни прогласија некои ставови кои после неколку дена ги условно кажам напуштија. Тоа може на двете страни на по-радикалните членови или симпатизери да им создаде горчина. Мислите дека исто попуштија двете страни дека од своите позиции? Видите, ако ги видам само крајните позиции кои пред неколку дена ни беа соопштени, тоа е влада без Груевски сега и веднаш. Мислам дека тоа беше главното барање на опозицијата. 6 месеци пред избори. Мислам дека беше. И јас колку што се сеќавам на протестите пред владата се бараше Груевски да замине веднаш. Од друга страна Груевски изјави дека ниеден министер нема да биде променет. Мислам дека двете страни направија неопходни попуштања во тој процес. Добро, господине Трајанов, да навлеземе малку во суштината на договорот. За прв пат се воведува врзани подписи со замениците министри. Опозицијата го добива министерското место во МВР, меѓутоа тоа треба да биде договорено со консензус, предходен со договор со одобрување од ВМРО, ДПМН и ДУИ. ДПА не се споменати во тој дел од договорот, не знам зашто. За обвинителот пишува дека сите подписници, а за МВР само ВМРО, ДПМН и ДУИ. Не се. Очекувате да се постигне договор за оваа точка или уште тука ќе запне? Тоа треба да се договори до 20 октомври. И колку е битно тоа за процесот? Да, сега. Дека тоа е едно од клучните елементи за реализација на овој договор и за постепено излегување од криза. Затоа што е нарушен кредибилитетот на јавниот обвинител, на јавното обвинителство, на судството во целина и граѓаните зборувам пред се, да не зборуваме за политичките партии, посебно тие што се во опозиција, дека не веруваат во судскиот систем во целина. Мислам дека тоа е добра форма, независен, прво министер за внатрешни работи да биде кој што ќе биде прифатлив за сите. И втора работа. Има ли така во вакво поделено општество како нашето? До толку се поделени луѓето што брат со брат веќе што се, значи сега ќе има специјален јавен обвинител. Тие две работи отворат можности да јавниот обвинител оформи еден тим, оперативен тим во соработка со Министерството за внатрешни работи и докрај да ги расчисти сите обвинувања. За сите, без разлика кој на каква позиција политичка, државна е, да се проверат информациите, презентираните информации добиени преку системите за прислушување, да се проверат сите обвинувања насочени против Зоран Заев, значи врзана со операцијата Куч. Сите тие треба да бидат предмет на една детална, сестрана истрага, да се обезбедат реални материјални докази, факти и зависно од тоа, тогаш ќе можеме многу по-слободно зборуваме за степенот, видот на политичката или друг вид на одговорност низ една законита процедура. Така да тие се, за мене се тие два клучни елементи од договорот. Министер за внатрешни работи прифатлив за сите и специјален јавен обвинител. И мислам дека ако започнат обструкции или разбрекување, тогаш ќе навлеземе уште во подлабока криза. Инако вие знаете дека, бидејќи сега и СДСМ промовира дека тоа е резултат на Социјалдемократскиот сојуз, процесите на незадоволство почнаа со студентските протести. Натаму со протестите на професорскиот пленум, па наставнички пленум, средношколци. Натаму имавме на хонорарците, па синдикати, бројни невладени организации, се до протестите на новинарите. Се создаде една клима, една состав во државата каде што секој протестираше и тоа беше сигнал дека авторитетот, влијанието на владата во реализацијата или предлагањето на одредени проекти дека нема подршка. Сигурно дека на вкупните овие процеси што се развижија имаше влијание на тоа што беше објавено преку прислушуваните разговори. И затоа ние изградивме уште во почетокот како политичка партија сосема принципиелен објективен став. Прво рековме дека разговорите се автентични, се разбира, не се интегрални, бидејќи не е можно
да слушате толку време колку што тоа е стивено. Натаму дека целиот процес се одвило преку системите за прислушување на Република Македонија и баравме, значи тоа не се прифати да се формира една парламентарна истражна комисија која што сите работи зборувам за февруари месец кога ние веднаш тоа го баравме и само врз треба до ноември да биде готов извештајот само врз основа на таква општезна истрага околу тоа кој дал налог за прислушување, кој го вршил, кој бил корисник на тие информации. Натаму информации добиени за сите други, не зборувам сега поединечно, за сите други да бидат предмет на сестрена анализа. Ако ние тоа сами како држава, како политички партии се договоривме, до сега веќе ќе имаме расчистена целокупната состојба и Македонија немаше да изгуби не сега, не 6, требаше 9,5-10 месеци да изгубиме околу сите овие работи и сето тоа има негативно влијание на вкупните состојби, на имиджот на државата. Значи ние имаме една состојба која што практично имаме разорување на целокупниот правен систем во Република Македонија. Видите сега, четворица договарат што треба да прави парламентот, не знам, владата. Тоа е вака гледано од страна несватливо. Затоа што сите други институции, посебно парламентот како највисок дом на демократијата, е целосно 5 месеци суспендиран од било какви активности врзани околу расчистување на состојбите со оваа политичка криза. Ако сме интервенирани во други земји, работите се решават со политички договори. Во Холандија на предпоследните избори коалицијскиот договор беше 650 страници. И некои политичари во Холандија прашуваат зошто тогаш има парламент кога во политичкиот договор пред изборниот договор скоро секој детал од што ќе направи следниот парламент и следната влада е прецизирано. Значи ние имаме и други ситуации каде што политичките лидери ја поставуваат скицата на действување. Како што почнам и завчера почна Ципрас да ја убедува својата јавност дека треба да прифатат нешто што он договорил во 4 очи. Значи слични ситуации се веќе имаме. Прашањето дали тоа се прави за добробит на целото општество или нацијата или за тесни интереси. Мислам дека до сега премногу тесно партиските интереси и личните интереси се става во преден план и ние мораме да ги надминеме тоа. Кога се сака, се може. Во Охридскиот рамковен договор, една од мерките за градење на договор беше изборот на шефови на полицијата, на локалните полицијски станици. Пошто тие ем треба да бидат назначени од МВР, ем треба да има довербата од локалните заедници. И се најде, ја мислам дека ќе биде невозможно. Кај сега ќе се договори МВР и Советна општина Тетово да изберат. Меѓутоа се најдоа механизми, таму има механизам. Дека Министерството предлага 3 кандидати, Советот треба да се одлучи за еден од нив. Значи, кога има добра волја, се наоѓа решението, функционира и не сум чул да има големи поплаки на тој механизам. Праша дали ќе се избере министер за внатрешни работи. Значи, јас во моментот господин Тројанов не да е одличен, е повеќе од одличен кандидат за вршење на една таква функција заради неговото претходно искуство и заради тоа што држи еден став на непристрасан во однос на двете. Не знам дали ми пристрасан. Ако не да прогласим. Господинот Калајџиев, исто мислам дека би бил еден господинот Калајџиев го споменавте денес, имаше добар министер негова реакција дека обвинител. Што се воведува специјален обвинител, практично нашиот систем него познава и препознава и не се знае како тој функционира. Дали ќе има свој тим, како ќе во колерација со останатите органи, дали ќе му дозволат, дали ќе му прават обструкции и Калајџиев предлага да се промени практично обвинителот за организиран криминал, на негово место да се назначи друг, а не да се воведува сосема паралелен верувам Калајџиев е добар познавач на правниот систем од тој дел и верувам дека многу поедноставно, попрагматично да искористите постоечка институција, јавниот обвинител за организиран криминал и тој да го добие статусот на специјален обвинител. Решенија се наоѓаат кога има добра волја да се најде. Нашето искуство покажува дека нема волја. Види, Глековски, тоа е главниот проблем. Ако имаше волја, немаше хан да чекаме до 2 сат вчера да... Меѓутоа, попто на разиграноста на договорот, значи елементите на договорот кажуваат дека сепак имало попуштање од... Да, но во секоја реченица има замка која
ако политичките лидери сакаат да злоупотребуваат, а покажаа со досегашното искуство дека сакаат, ќе се прави обструкции во секој поглед. Малку и со надеж влеземе во процесот. Слично беше со рамковниот договор. Беше отфрлен од правниот факултет целосно. Имаше проблем во обезбедувањето на мнозинство. Некои работи мора отпосле да се менуваат. Текстот е нејасен, што на поедини места. Меѓутоа имаше и тензии со една волја дека сакаме да се поместиме во одредена насока. Има на позитивни поместувања. Мислам дека сите мораме да сватиме дека понатамошно обстојување на ова ниво на повезиваност во нашето општество е неодржливо и дека таа ќе го раскине општеството на сите нива. И затоа многу важен дел од договорот е реченицата дека сите страни ќе се воздржуваат од работи што ќе го попречат договорот, вклучувајќи ги изборите на 24 април. Неопходно е да се смени риториката што се користи во моментот во политичката комуникација. Неопходно. Повторно вие може да кажете дека ќе победите. Само на едно друго ниво на политичка култура. Значи, јас не сум против тоа да партиите вика дека ќе победат, но секој сака да победи. Само прашањето е како го кажувате дека тоа ќе победите. Да. Се согласувате ли со Најпрво сакам да кажам дека не може да им се оспори легитимитетот на 4 лидери кои беа учесници на преговорите. Од самиот факт што тие 4 лидери зад себе го имаат огромното мнозинство пред парламентот. И тие се креатори на кризата. Тоа е друго прашање. Меѓутоа, тие се што не ја направите вие кризата, нити Клековски, нити јас. И да ја разрешат кризата. Од тој аспект, да. Која направи и да ја разрешат. Бидејќи тие 4 политички партии имаат 110-20 пратеници во собранието. А се што ќе биде издоговорено, после треба низ институциите да се имплементира. Има ли доволно гаранции во овој договор? Не, нема гаранции, се разбира, освен она што Клековски го потенцираше, дека таму има една изрична фраза дека секој ќе се воздржи од попречување на процесот на имплементација на договорот. Нема инструменти, нема гаранции кои ќе го спречат обидот за ставање блокади, одолговлекување, манипулирање, изместување и така натака. И стои надежта дека меѓународниот фактор ќе го наблудува целиот процес, дека ќе го мониторира и дека нема да стои со вкрстени раце, односно ќе превземе мерки. Се разбира, извршител на имплементацијата мора да бидат политичките субјекти, пратениците, владата, чинителите на нашиот политички систем. Нема во нашето собрание европарламентарците да ги изгласат решенијата. Нема да седне Хан на столчето на Министерот за правда во владата на Република Македонија. Сега, дали може да се најде таква личност? Се разбира дека може да се најде личност со интегритет, која ќе биде предложена од политичката партија за која се договорени учесниците, тоа е Социјалдемократскиот сојуз, но во исто време да влева доверба кај останатите учесници ВМРО-ДПМН и ДУИ, дека таквата личност има доволен интегритет да може да биде достоен раководител на една таква институција. Добро, и да биде избран, постои можност да го блокира заменик министерот со вето. Да. Пак голема замка е тоа. Видите, договорот е таков, ако нема политичка волја, ако нема спремност, вие можете да имате идеални решенија и тие нема да бидат спроведени. Значи, и најлошиот договор, ако има спремност на учесниците, ќе биде имплементиран и ќе биде спроведен. Имаше денеска коментари од експерти околу тоа дека нашиот устав, нашиот политички систем не дозволува вакви решенија. Јас тврдам дека меѓу другите фактори сигурно дека политичкиот систем овозможува партијата што ќе дојде на власт да ги суспендира сите други институции. Затоа, мислам, ваквите решенија сега што се предлагаат
ние ќе ги вклопиме во системот. Апсолутно не е противно на уставот ние да го промениме законот за органите на управата, каде што прецизно ќе кажеме дека во тие министерства заменик министер ќе има право на вето само доколку потезите што ги влече, одлуките што ги носи министерот се спротивни на уставот и така натаму, а не секогаш да има можност таква. Да, во договорот е ставено за работите поврзани со изборите. Апсолутно погрешна би била тезата сега ние да прифатиме дека да се смени јавниот обвинител за организиран криминал. Тој хиерархиски е подреден на републичкиот јавен обвинител и мислам дека тој може да биде блокиран. Специјален јавен обвинител ќе го смениме законот за јавното обвинителство и таму со еден член ќе дефинираме дека ќе се бира посебен јавен обвинител кој ќе ги има сите властовина да формира истражен центар, да може да ангажира најискусни припадници на полицијата кои што знаат да работат на разоткривање на тешки облици на организиран криминал, ќе побара и ќе има можност и друга стручна помош, вклучително да вклучува експерти од странство. Мислам дека тоа е правото решение, затоа што веројатно се вклучени тука и експерти во подготовката. Ние имавме можност да разговараме со 10 на 15 експерти од Европската комисија кои што имат огромно искуство во гонето на криминалот, во разрешувањето на вакви сложени прашања. Така да не случајно е тоа предвидено и мислам дека лоша услуга прават експертите што тој процес сега го остваруваат. Сега треба, како што нагласи и Насер и Клековски, дека ние треба сега да бараме решенија кои ќе бидат во функција на имплементација, побрза имплементација на решенијата содржани во договорот, посебно како и на кој начин да ги имплементираме сугестиите кои што стигнаа во еден исклучително добар извештај Прибе или Европската комисија. Значи, кога се донесе рамкониот договор, памтам дека двојното мнозинство, односно Бадинтерото мнозинство, како се некој кај нас, многу ми на професор од правен факултет веле дека заради него ќе се распадне Македонија. 15 години после тоа, 15 години после тоа, ретко кој и се го спомнува тоа, не се сеќаваме ни дека постои такво нешто, пошто стана рутина. Седнуваат, се договарат за законите, тие да бидат прифатливи. Има некои закони што може би одстојуваат одредено, меѓутоа се наоѓаат решенија. Значи, не мора секогаш да гледаме со стравување на додавање на одредени системи на проверки и баланси. Ова е систем на проверка и баланс. Значи, ние 2 циклуса на избори, од кога беше кажано дека народот греши кога гласа како што гласал, до последните кога не се признават, значи имаме проблем со признавање на резултатите на изборите. Ако имаме таков проблем, што треба да направиме? Треба да ја вратиме довербата во институциите поврзани со изборите. Како ќе го направиме тоа враќање довербата? Ете, партиите се договорија дека на овој начин ќе се врати довербата, дека ќе има поврзани двојно мнозинство, еве условно да кажем, од министерот и од заменикот за прашања поврзани со изборите. Зошто да не? Зошто ако не можеме поинаку да го изградиме процесот на доверба и дека на ВМРО, ДПМН, на СДСМ, на други ДПА, тоа им ја враќа довербата во изборниот процес, ќе го направиме тоа така. Принципот на врзани подписи за некои решенија, одлуки што ќе ги носи министерот, односно министрите, зашто понатака се предвидува и во останатите министерства, финанси и така натаму, е преодно решение, да се разбереме. Тоа нема да биде некое трајно решение. Прво не знаеме ние какво мнозинство ќе имаме после изборите, кои политички субјекти ќе го сочинуваат идниот владеачки состав и така натака. Исто се однесува и на прашањето на обвинителот. Мислам дека преговарачите од меѓународната заедница сакаа да нагласат дека актуелната структура на обвинителството нема капацитет, нема желба, нема можности да ги процесуира овие настани кои се врзани за
овие афери. И сакаа да дадат нагласок дека ќе мора да се избере обвинител кој ќе има и поддршка, но ќе има и капацитет и желба и кој нема да биде попречен да ја изведе целата постапка пред лицето на правдата. Дали тоа ќе биде преодно решение, дали во рамките на постојниот закон за јавно обвинителство, дали ќе претрпи измени, како што вика и Трајанов со една измена во закон за јавно обвинителство, тоа е веќе техничко прашање. Но дека има потреба да зајакне интегритетот на таа установа, во која ќе се врати довербата, дека таа институција може да се ја врши непристрасно, стручно, во рамките на законот својата надлежност, и како е потребно. Кои се инструментите кои тоа ќе го гарантират, ќе се види. Јас исто така сум длабоко убеден дека стручни тимови од Европската Унија ги имат во предвид овие прашања и дека веќе работат на тие прашања, како што ни дојде комисијата предводена од Прибе, па ни направи еден рентген на сите состојби и предложи мерки како да се излезе од ситуацијата. И во овој домен јас мислам дека ќе се најдат решенија, дека ќе се понудат, ќе бидат прифатени и тоа ќе се имплементира. Битно е, значи, да има спремност од страна на нашите фактори тоа да се имплементира. Доколку тоа не го направат, не само што ќе влеземе во една подлабока криза, туку јас сум длабоко убеден дека тие структури ќе бидат ставени на црната листа на Европската Унија и Соединетите Американски држави, зашто толку вложија напор да се излезе од кризата тие фактори. Ветија дека ќе стојат и ќе го наблюдуваат процесот и нема да дозволат сега една макотрпна работа за до постигнување на овој договор да биде попречена и да падне во вода целиот овој вложен труд. Само едно дополнување. Значи, ние ќе се соочиме со друг проблем. Ќе профункционира ова обвинителство, овој обвинител, и сега ќе се соочиме со огромен проблем околу судот, судовите. Дали сега имаме реална анализа, проценка, дали судот е резистентен на политичките влијанија. Тука е проблемот и не знам зашто тоа прашање не е сега разрешено и не е разговарано за тоа или е разговарано, ќе видиме, бидејќи во извештајот на Прибе има за сугестии. Значи, Републичкиот судски совет, тој треба да се рекомпонира, за да може да биде авторитетен, самостоен и да ја зајакне позицијата на судскиот систем во целина. Затоа што тоа веројатно на полукрок не е. Не, затоа што ќе се судри ако јавниот обвинител, специјално јавниот обвинител, поднесе прива против било кој, не е битно. И ако судот не ја прифати таа пријава, ако донесе одлука дека ја отфрла пријавата поради не знам разни причини, односно по суштина се работи за политички притисок влијанија на некои сега центри политички или други, мислам дека повторно ќе се доведеме во иста ситуација како што сме сега. Значи, кредибилитетот на судскиот систем мора да биде предмет на анализа и тамо да се направат крупни реформи, ако сакаме тој систем да функционира во целина и да биде во функција на разрешување на кризата и поставување на темелите на една држава која што многу поинако ќе функционира. Само една реакција околу стучноста на јавното обвинителство, јас би посетил дека истите обвинители, ама буквално истите обвинители го завршија прислушкување процесот со прислушкувањето од 2001. Со име презиме истите обвинители што се сега во обвинителството. Едниот од нив е и главниот јавен обвинител кој учествуваше во тој процес. Значи, истите луѓе знае како да го завршат тој процес. Значи, нешто друго е надвор од стучноста. Исто така, одговорно тврдам дека 60% од сегашните суди се избрани од периодот на владата на СДСМ. А тоа не е предност? Не, значи... Пола од ВМРО, пола од СДСМ. Има ли гаранција дека тие ќе бидат објективни во постапувањето и ќе одлучат слободно своето судско бедување и брзота на токот? Дали кој бил македонец има капацитет да прифати судска одлука ако не му одговара?
За нас се добри судовите само ако судат за нас. За нас се добри изборите само ако победуваме. Значи ние имаме подлабок проблем кој нема системски да го реши. Значи пред доказите, знаете. Значи мојата теза е ние повторно ќе бавиме решение во закони. Значи претходно имавме проблеми, па ни става боја на прстите, на ноктите. Значи јас често да во Велика Британија и во Северна Ирска заради нивните примери на решавање на одредени проблеми, таму за многу работи нема закони. Луѓето немаат комплексна структура како се бира Совет за радиодифузија или комплексна структура, па предлага председател, па предлага професионални издруженија, па предлага универзитет и на крај добивате повторно институција која не функционира. Ние дури не се откажеме од една авторитарна свест во самите политички партии, кои самите се во основа недемократски. Недемократски во смисла да имате една ситуација да малтene председателот го бира Централниот одбор на партијата, било која партија кажете. Дека централното раководство има големо влијание на изборот на делегати кои после треба да го изберат истото централно раководство кое ги избрало делегатите. Значи, ние дури не расчистиме со еден таков авторитарен однос, знате, во самите партии, каде што они се стемат прво партиите да ги стават во целосна контрола, потоа и целиот систем, мислам дека ќе се истоштуваме во еден куп законски решење. Ќе го смениме повторно. Да, факт е дека проблем е спроведувањето, имплементацијата, не е проблем, законите не се проблем. Судите бира предварено, бира самите пензионери да ги контролират дали тие го кршат законот кога постапуваат по предмети. Или претходно формиравме комисија за да процени дали судијата е одмерил казната согласно новиот закон за одмерување на видот и висината на казна. Абсурди и вие барате, мислам, ние бараме во сите овие расправи судскиот систем да биде кредибилен. Нема кредибилен. Ако камшикот му стои над глава, пензионери да го контролират, секоја чест тие се стручни. Тоа не е можно. Имате млади луѓе. Затоа ги бойкотира изборите. Не зборам. При крај на емисија имам уште едно прашање, ве молам. Само накратко дозволите. Значи никој не го доведува во прашање капацитетот и стручноста на обвинителството, да се разбереме. Проблемот е во политичкото влијание кој извршната власт ја има врз судството, врз обвинителството. Ако еден обвинител не смее да покрене постапка или некој по телефон му диктира дали да покрене или да се повлече, тогаш немате вие обвинителство со кредибилитет. Идејата сигурно не е да со поставување на специјален обвинител да се испита стручноста на обвинителите таму, туку како да се изградат инструменти да се попречи тоа политичко влијание на извршната власт. Тоа е клучното прашање. Влијанието и резистентноста на судскиот систем во целина на можни политички или друг вид на влијание. Господин Зибери, до сега зборувавме за адхок решенија, тоа се врзаните подписи и обвинителот, меѓутоа се воведува едно системско решение, тоа е за премиерот. Не стигнавме да обрнеме многу внимание. Груевски прифати да се повлече 3 месеци пред избори, 100 дена пред ова, но тоа ќе важи за сите наредни избори. Како гледате на ова решение? Па мислам дека многу штуро е формулирано и треба тоа да се доработи. Сигурно ќе се доработи, зашто тоа ќе предизвика промени во другите системски решенија, во Законот за органите на управата, Законот за владата и така натака. И мислам дека е тоа добро решение. Добро решение во смисла, ако се изградат механизми, таа влада која на некој начин ќе ги спроведе изборите, било кои наредни избори, добие има интегритет, поддршка од сите страни, која ќе гарантира неоспорување на резултатите од изборите. Добро, толку зависат од премиерот? Зависи како не зависи. Зависи тоа, извршната власт е директно вклучена во... Да, но еве денеска Илија Димовски кажа дека нема биде ниту министер, ниту пратеник. Од актуелните ќе стават некои од подолните ешелони, кои практично
Прашање колку ќе има интегритет. Ја затоа реков не е разработена. Дали тоа подразбира и согласност од опозицијата? Па не, како што е според договорот, не. Затоа треба тоа да се доработи. Инаку, ако само имиња се во прашање и ништо подламоко, тоа не подразбира некој консензус, тоа не подразбира некоја враќање на доверба, интегритет на извршната власт пред изборите, тоаш ништо не сме направиле. Меѓутоа ние по распишувањето на изборите владата треба да функционира технички. Значи владата не треба да функционира политички. Ама свесни сме дека не функционира технички, туку па тоа носи едно кој ќе биде премиер, ќе биде техничко лице. Техничко лице треба да биде и треба да биде во функција на ефикасно спроведување на изборите, а не во функција на пропаганда, во функција на сечење ленти, во функција на донесување одлуки, и ако имаме ние во законот за избори такви ограничувања, ма тоа не се почитува. Што е исто? Мислам тоа како решение во оваа фаза сега кога сме навистина во една тешка состојба е прифатливо, меѓутоа тоа не ги решава проблемите со кои што ја се очуваме. Прашање е сега како ќе функционира во овој 10-месечен период во целина владата и сите други институции. Дали ќе има вработување, бидејќи тие се во основа по партиска линија. Дали ќе има може да се зголемуваат пензиите, платите, социјалната помош, дали ќе се зголемуваат премиите за поддршка на земјоделието. Има многу прашања кои што ако тие сега не се разрешат, тие ќе бидат исто така, не само сега, следните избори, во функција на подкуп на гласачите. Тоа ние треба да добро да го расчистиме и тие процеси, ако се одвиваат, да бидат прифатливи за сите политички партии што ќе бидат дел од сите овие процеси. Така да има отворени прашања, затоа што ја мислам дека со 3 месеци или 100 дена дека не може да се надминат сите отворени прашања, дека треба затоа беше многу подобро СДСМ опозиција да се врати од утре, да започнат процесите на разрешување. Знам, септември ќе тоа месец и пол губи државата, не партиите. Ако побрзо се разрешат овие отворени прашања, државата ќе чекори побрзо напред. Благодарам на сите за учеството во емисијата. Вам, почитувани гледачи, благодарам што бевте со ова отворено студио на 24 вести. Останете со нас.